Не знам дали се сеќавате на клипот која Ненси Пелоси го скина говорот на Трамп. Ја човек, едно што на Твитер не можев да прочитам ништо од тој гиф и видео, друго што дури наши македонци ја славеа Ненси Пелоси као јас, Queen, постира. Ама никој да каже зошто истата таа Ненси Пелоси гласаше за неговиот 738 билиони воен буџет. И неговиот, чекај, не само за тоа, туку и за Space Force гласаше. И истата таа Ненси Пелоси, кога дојде време да подржи некој во трка у Тексас, го подржи најголемиот поддржувач на Трамп од Демократската партија, а не ја подржи 26 годишната адвокатка за имиграција, која што дојде на само 4% да го победи истиот тој Трамп демократ. Ненси Пелоси му отиде у дистриктот, беше у неговата кампања, држеше говори за него. И сега ние губиме као јас Queen, као му го скина говорот. И што направи со тоа кога му гласаше буџетот? Ништо, апсолутно ништо. И затоа ме нервират естаблишмент демократите што се многу со дупли стандарди. Од една страна викаат ние сме многу woke politics, гласајте за жени и persons of color. А од друга страна, како што спомна Циснерос, мислам дека беше во Тексас. Да, Джесика, да. Млада девојка, адвокатка, woman of color, што е репрезентативна за тој дел од Тексас, не ја поддржува, туку поддржува некој десничар, демек демократ. Истото и се случува и со Тулси Гебард. Еве, Тулси Гебард е апсолутна депикција на нивниот woke movement. Жена, of color, ветеран и плюс доста конзервативци ја сакат неа и на секаков начин пробаат да ја отцрнат по медиумите. И многу тие дупли аршини ме нервират многу кај демократите, поготово кај Ненси Пелоси.